Дали од сметката на Сојузот на тутунарски здруженија на Македонија се украдени 9 милиони денари. Дел од здруженијата на тутунари од Прилеп, Долнени и Крушево денеска на пресконференција го обвинија председателот на Сојузот Кире Неделковски дека незаконски ги присвоил овие средства. На 26 септември поднесли и кривична пријава до јавното обвинителство, но досега немало одговор од кај нив. Исто така го обвинија и Централниот регистар дека манипулира со тоа што не сакал да го избрише Неделковски како председател на Сојузот, иако тие како здруженија го имале сменето и назначиле нов председател. Тутунарите обвинуваат дека од месец јуни Неделковски не им доставувал финансиски отчет за работењето на Сојузот. Сите членки на Сојузот едногласно донесовме одлука за разрешување на председателот и именување на нов председател. Покренавме легитимна постапка до Централниот регистар на Република Македонија, затоа што Сојузот директно е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија во град Скопје. Но за жал, разочарани сме и навредени од обструкциите на Централниот регистар на Република Македонија. Се прашуваме по чиј налог го штити криминалот на разрешениот председател и не ни го регистрира ново именованиот. И Централен регистар на Република Македонија ни прави обструкции од првата иницијатива. И не тера само нова иницијатива да правиме. Новиот председател го назначиле на 15 октомври годинава, а на 14 ноември Централниот регистар повторно им го избришал. Обвинуваа дека постојано им барале нови документи. Сега на 10 декември доставиле нова иницијатива во Централниот регистар да се запише новиот председател. Иако според законот, Централен досега требало да им одговори во рок од 7 дена, до денес се уште немало ништо. Исто така се прашуваат зошто досега јавното обвинителство не постапило поднос на поднесената кривична пријава. Повторно, Централен регистар прашуваме која е улогата на Централен регистар. Дали да регистрира? Неговата улога е да регистрира и да бриши. Одлуките на собранието не ги почитува едноставно. И тоа е тоа нас што не разочарува. И што се сомневате? Што стои зад сето ова? Ние сметаме дека некоја повисока сила стои зад сето ова. Не веруваме конкретно дека нашите постапки не се во ред, затоа што сите постапки ги водевме со адвокат, сите процедури ги водиме онака како што треба и затоа сме разочарани од постапките што ги води Централен регистар. Најновата иницијатива што ја имаме до Централен регистар, повторно моравме нова иницијатива после ова враќање на разрешениот председател. Таа нова иницијатива беше на 10.12.2018 година. И ние чекаме секој момент ново именованиот председател на собранието на Сојузот на тутунски здруженија да го добие своето решение и својот легитимитет. Се уште и ден денески, што законски требаше денески да го добиеме, се уште го немаме добиено тоа решение. Кој стои зад сето ова и ние самите се прашуваме. Мислам дека ова е преседан во една постапка што Централен регистар треба да ја реши транспарентно, а истиот не вречи 5 месеци и сметаме затоа оправдано дека Централен регистар не треба да го штити криминалот. А јавното обвинителство зошто не се Јавното обвинителство и ние се прашуваме зошто до ден денеска нема произнесено. Тутунарите обвинија дека само лани за 2 месеци од октомври до Нова година биле украдени 2,5 милиони денари. Имаме изводи од книговодство лично што ги водиле. Голема штета е направено само на негова сметка што има изваено 5 милиона и кусор. А на некои непознати луѓе во Сојузот му има пари пуштени како помош, како аванс му пуштел, не знам какви се тие пари пуштени. Го имаме даено во јавен увидел, мислам дека тоа ќе се откри понатака како е, што е и како ќе излегува. Купно пари во Сојузот не втасуваат 9 милиони. Да. 9 милиони пари се. Дури ми е жал, нема никаков контакт со членовите на Сојузот. Ние имаме седница викано 5-6 пати, заедничка седница, тој на седница
не се јавува ни иди. До 2017 за 2 месеца 2,5 милиони беа потрошени, а после од 2018 до 4 месец парите скроз беа потрошени, секој ден ни кажуваше утре ќе ги платите повредите, ќе ви пуштам пари, други ден ќе ви пуштам, а и дури на јавноста кажуваше дека Сојузот, членовите на Сојузот направиле криминал. И ние сакаме да знаеме тој криминал не е што ги имаме направено, веќе со парите ние не раководеше тој. А 9 милиони пари во Сојузот лично тој ги има изваено и пуштено во луѓе што не се познати во Сојузот, не се во ниедно издржение познати. На некому гледам му има пуштено над 10.000 евра. Основ на шо? На никаков основ на позајмица, не знам како. За целата ситуација бил известен и министерот за земјоделство. Тутунарите се заканија дека доколку не им се реши овој проблем, ќе започнат со протести.